Dokler ne sprejmete petelina od Bolgarova, ne boste imeli Evropske unije. Ajde, draga moja lična Marta Kos, da te klecam direkt uvo grlo nos. Ajde, draga moja lična, nek ti pukne žila pična, štom te klecam direkt uvo grlo nos. Додека не го отворите уставот и не ги примите, во него велелепните благонадежни българи, нема да има пристапни преговори за вас, вели Марта Косич вркна му во грло нос. По-директ од ова ултиматум и уцена нема. Не можеш, не знам како да го вртиш, не можеш поинаку да го сватиш, освен како ултиматум и уцена. Марта Кос, некогашната ни сестра од некогашната Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на страна на бугарите, на страна на бугарскиот шовинизам. Нашата сестра од наша држава, што на времето толку многу ајвар направи од македонските пиперки и толку убаво го промовира како свој производ, што ние до ден денес плачеме и се чудиме на нашата глупост, неагилност и инертност. Видете, кога инертноста ви е дел од менталитетот, нема да кажам од идентитетот, но од менталитетот, го добивате ова што го имате денес, а како некој фон на ова што го имаме денес е токму приказната со ајварот ни наш и како тоа Словенија го брендираше како свој автентичен производ. Таа инертност 35 годишна не доведе до ова, една некогашна сестринска република, да ни става ултиматуми, уцени, да го проблематизира и уценува нашиот влез во Европската Унија по барање на нивната нова сегашна сестра Бугарија. И тоа многу поише боли кога доаѓа од блиски, да кажеме, од некогашни блиски, од некогашни браќа и сестри. Тоа многу поише боли, нели? Но тоа треба да ни ги отвори очите, дека ние не можеме и не смееме да очекуваме, не смееме да си го дозволиме тој луксус, да очекуваме поддршка од било која членка во Европската Унија. И да има некоја, една, две, три, во таа Унија од не знам колку држави, поддршка од една, две држави не значат ништо, дури тоа може да го направи како чиста форма на театар. Ајде да не биде дека сме сите против македонци и Македонија, вие две-три гласајте секогаш бидете против останатите, колку македонци да им даеме малце надеж дека сите не мислиме исто, да им дадеме кулиса дека сме ние демократи, дека е дозволено гледате различно размислување внатре во Унијата. Глупост невидена. Европската Унија е најтоталитарниот политички субјект моментално во светот. Може би со Северна Кореја тука се јадат негде. По тоталитарност, по степен на тоталитаризам. А тоталитаризам значи вмешување на државата и незината идеологија, незината агенда, буквално во сите пори на едно општество, тоест незин, како се вика тоа, незино пенетрирање во сите можни сфери на општеството, па дури во секој дом, во секој семејство и така натаму. Значи една тоталитарна форма на наметнување на своите ставови, идеологии, политички светогледи и така натаму и така натаму. Каде што пропагандата игра огромна улога за таа една тоталитарна глобална манипулација, конкретно во случајот таа супер држава наречена Европска Унија. Тоа каква е Европската Унија може да ви каже и тоа кој се наоѓа моментално на нивното чело на Европската комисија или во превод Европската влада, Урсула фон дер Лајен, една крајно корумпирана министерка за одбрана на Германија, пред да стане председателка на Европската комисија, која што беше вмешана во многу скандали, во многу чудни договори, што им ги давала на своји блиски пријатели така натаму,
поврзани нели со одбраната, со вооружувањето, разни чудни сделки. И наместо да одговара за нив кривично, наместо да биде гонета во најмала рака, да се тргне целосно од политиката, таа беше наградена веднаш после тоа. Беше запрена секоја истрага кон неа, а незината награда беше назначување председателка на Европската комисија или Европската влада. Дали тоа на секој нормален човек би му кажало нешто? Дека постои сериозен, да, би му кажало дека постои сериозен заговор на една политичка елита која што има своји шрафови или пиуни секаде во сите држави на европскиот континент и кои што истите тие поединци од таа моќна политичка елита се заштитени како бели мечки ако се доведат во ситуација да бидат прогонети за своите незаконски дејства. И сега ќе се прашате после такви скандали како една таква корумпирана политичарка се најде на чело на Унијата и зошто тие ја ставија на чело на Унијата и со каква цел ја ставија на чело на Унијата, ако се земе во предвид дека последниве 2 години, година-две, Европската Унија го покачи буџетот за вооружување, значи сериозно се спремаат да војуваат со Путин, ги изголеми капацитетите за вложување во ракетни одбранени системи. Еве сега последно се прошируваат и здравствени капацитети, значи сериозно мислат да го нападнат Путин. Решени се да му бидат мајката на Путин. А нели ако се земе у предвид дека оваа беше министерка за одбрана на Германија и сега она тука веројатно посредува со милион своји блиски од времето кога била министерка во оваа нова фаза кога Европската Унија страотно се вооружува затоа што според нивни кажувања очекува напад од Владимир Владимирович Путин. Па деме као ќе се одбрани, ама како ќе се одбрани, дали тоа ќе им тргне од рака, баш не сум убеден, пошто така се вели дека еден сармат или таа сотоната што ја викаат западњациве со едно 12 боеви глави, веројатно ако мавне на Брисел би го збришала цел Бенелукс. Белгија, Нидерландија или Холандија и Луксембург. А може и не знам која јачина сега точно вака да ви пресметам моментот, немам пинкало. Али веројатно тоа таков удар би бил. Така што не знам болнициве зашо би им требале, ама добро. Тоа е една работа. Втора работа. Од каде дојде францускиот предлог у бриселските кулуари, у бриселската комисија, у бриселските администрација? Како дојде? И од кого дојде? Сега ќе ви кажам од кого дојде. Франција. Значи, зборам факти. Франција. Исто и Германија. Како Германија? Во Втората светска војна, наместо да се побуни, да се борат против германциве жестоко, тие ја формираа владата. Виши формираше квислиншка влада, која што се бореше на страната на германците. Париз нешто не беше ни бомбардиран. Нацистиве си дупеа французојки по француски по тамо на Мулен Руж, Сен-Дени, Пигал, тамо кај што се сега. Цела војна тамо си дупеа, додека Геринг крадеше уметнички дела и си ги носеше по замуците у Германија. А нормално па и тие у Франција беа од негде украдени, нели, која ратуел Наполеон, пошто колонијална сила, јеби га. Што мислите, само колку посто од оној Лувр го насликале французи или го направиле французи? Ни 5%. Све е тоа оплячкано. Видете, европската членки на Европската Унија се страшно поштени. Сега што ми беше поентата? Замислете. Еден факт. 14.000 француски војници од режимот на Виши го бранеа Берлин од нападот на Црвената армија 45 година. Дали го знаете тој факт? А францускиот отпор беше, ајде да не кажам шо, него кога сојузнициве на чело со Црвената армија го поразија нацизмот, овој Дегол само го донесува со авион од Лондон. И му рекоа, ајде сега ти биди
председател на Слободарска Франција. Имате француски предлог, направен по бугарски диктат, антимакедонски предлог, полн со уцени ултиматуми предаден на Брисел. За Брисел преку Марта Козлич на му грлонос. Толку отворено да ни ги каже сега најсетне да ни рече нема пристапни преговори додека вие не отворите устав и не ги примете бугарите. Значи ништо друго не е важно. Ни реформи, ни меформи, ни борба со... Не, отварање устав, па пристапни преговори. Нема отварен устав, нема пристапни преговори. Ама дали ние тука ќе се направиме, не знам, Швајцарија у економски стандард? Дали не знам каква правна држава ќе функционира? Ова што го кажа Мардан Оздигоvić на му грлонос, само покажа дека нив не ги ни занима Македонија. Како Македонија, како правна држава, како реформирана држава, како стабилна, не ги занима. Нив ги занима отварање на устав, пуштање на бугари устав, асимилација на македонците, уништување на македонскиот идентитет. Марта Козлич на му грлонос. Најтоталитарниот политички субјект е во исто време составен од најголемите поддржувачи на Хитлерова Германија, на нацистичката идеологија, на расните прашања, која што таа ги отвори, на нејзините агенди за поширок, поголем животен простор, Левенсхаум. И за многу други работи. Така што доживеавме еден народ кој што од секогаш бил дефиниран слободарски, револуционерно, антифашистички, да биде жртва на една фашистичка камарила, скриена зад кулисите на една фиктивна демократска творба наречена Европска унија, која што нема ни Д од демократија во неја. Ни Д. Таа сум ви кажал од проста причина што политичките елити во Европската унија не ги бира народот. Многу е просто. Ги бираат политички елити. Си бираат политичка елита, која што ќе раководи со Европската унија. Тоа е Европски парламент, тоа се најобични марионетки, институции, тој Советот на министри, кои што само служат да створат некоја кулиса на демократија и на избор. Оствари нема избор. Драги мои македонци, па и граѓани на Република Македонија, драги наши политичари на власт, драг наш премиере, на опозицијата не и се обраќам, знаете од кои причини, затоа што тоа се докажани квисници и предавници на македонскиот народ, но на овие кои што ви се обратив со драги, имате полно право веднаш да ги раскинете предавничките договори, ќе повторам пак, предавничките договори на Социјалдемократскиот сојуз направени во Нивице, со кои што го сменија името, се откажа од македонското малцинство во соседните држави, и оној договор со Бугарија, што го подпиша, така што имаме полно право да ги раскинеме, кога веќе гледаме, апла гледаме нешто што 35 години го гледавме назад, сега го гледаме најапла, најочигледно, ни пукна вака пред очи, подолго време ни е пукнато пред очи, тоа сега го со печат го овери и Марта Кос со последната изјава. Имаме полно право во интерес на нашите национални интереси да ги поништиме овие два договори без размислување. Може да излезе премиерот, владата, јавно, да не собере сите на плоштад, колку души сме таму или не знам каде да се зове, и само со акламација
Ако е проблематично референдум да се прави нешто ова комплицирано, само со акламација нека каже. Дали сметате вие народе дека треба веднаш оваа секунда да се поништат договорите со Грција и со Бугарија? Само ќе биде доволна акламација, собрани негде барем 1.500.000 луѓе, толку сме го држава, мислам, останати. Дури нема ни референдум да се прави. Толку сум убеден, огромно мнозинство од народот како размислува. Од ова што се случува сега, ако ја продолжиме агонијата, ќе работиме само на наша штета и само на наша штета. И само уште повеќе ќе се дозакопуваме. Оти не постои таков договор, политички, меѓународен, кој што е валиден во моментот, ако работи на штета на интересите на едната страна, особено на штета на националните интереси на едната страна. Тој, по дефолт, по дефиниција, може веднаш да биде раскинат. Веднаш, поништен, уништен, запален, раскинат, како сакате кажете. Немаме никаква обврска, особено од озгора на тога, немаме никаква обврска да се држиме за договор што го подпишала квислиншка власт, квислиншка партија на власт, квислиншки политичари на власт. Никаква обврска немаме кон нив. Напротив, единствената обврска што имаме кон нив е да ги уништиме. Дали тоа ќе биде нивно процесуирање у затвор на долгогодишни роби, дали ќе биде некако поинаку ствар на избор. Но така прават сериозни, самостојни, суверени држави. И пак ќе кажам, тоа ќе биде една прекрасна порака, што ќе ја пратиме до фашизоидната, тоталитаристичка, недемократска Европска Унија, дека ние повеќе понатаму нема да бидеме нејзини заложници, нејзини робови. Не сме заслужиле да бидеме ничи роб. Оти овде, илјадници луѓе изгинале, десетици илјади луѓе изгинале, борејќи се за самостојна Македонија, зборам за Втората светска војна се, за самостојна Македонија, за Македонија која што има свој идентитет, признат јазик, призната државотворност. И не само за тоа се бореле за еден свет без фашизам. А оно што денес го имаме е целосно воскреснување на фашистичката идеологија, на нацистичката идеологија, поточно на нацизмот. Зарем не гледате по нивните изјави, ултиматуми, уцени дека они нас не сметаат за граѓани од понизокрет или нижа форма на живот? Веројатно во нивните глави ние денес сме она што беа евреите во нивните глави кога дојдоа на власт 1934 година. Веројатно во една идеална околност да се случи некоја трета светска војна, верувам дека прво од нас би го почнале својата акција на физичко истребување на еден народ. Од нас би почнале, цврсто сум уверен. Ќе почнати од мигранти некој горе, ама ќе почнати од нас. Ние ќе бидеме први на удар. Јас сум убеден у тоа. Само што сме малце, па така да нема посебен логор за македонци да отварат, него ќе не сместат у социмери од други земји, азиски, афрички и така натаму и така натаму. Можете да бидете уверени во тоа. И ако ова не го гледате, вие, како политичари наши, како политичари кои што треба да го заштитат своите интересите на својот народ, и ако само така седите простом со скрстени раци, не преземете ништо, и не доведете во уште потешка позиција. А ја внесете ли оваа македонска агонија? Агонијата во која што се најде македонското прашање, ја однесете ли на повисоко ниво? Сметајте на тоа дека уште пола од македонците што се сега што живеат во Македонија ќе се иселат од тука. Знаете како размислуваат, може да ви кажам? Многу македонци, ова е малце глупо, безобразно што ќе го кажам, не ми се ни кажува како размислуваат. Сакате да чуете од мене? Не лажам, искрен сум. Можам во се најмило да ви се заклонам. Вака размислуваат, чисто да знаете. Вака велат. Дајте барем кажете, ќе се пишеме и бугари ако треба, и срби, и грци, само агонијава нека престане со ова шлајфување во место,
со овие манипулации, со ова аха сега ќе биде, после ќе биде, утре ќе биде, заутре ќе биде. Дај, кога више не бива, вака вела. Кога више не бива, кога немаме муда, кога не можеме да се кренеме да застанеме еден до друг, кога немаме сложност, согласност, солидарност, црвени линии силно одредени, менталитет на победник, дури она тврдоглавост што се вика, што е одлика на храбар народ, на истраен народ. Дајте тоаш бар да се пишеме бугари, да си ебеме мајката. Така размишлјам. За жал. Ова ви го пренесувам чисто да имате предвид каков е пулсот на вашата околина. Народот е изморен, исцрпен од оваа 35 годишна агонија што ја преживува, затоа што оние кои гласаа на референдумот 91 за независна Македонија не може ни во своите најлоши кошмари да предвидат дека 35 години подоцна ќе живеат во некоја творба вештачка наречена Северна Македонија, без македонски народ во неа, со оспорен идентитет, со оспорен јазик, оспорена македонска свест, автентична, со оспорено све, со оспорена црква, ако сакате. Ни во сон не може да предпостави. Така што треба да сте свесни, треба да знаете што треба да биде следно. А веруете ми, со тој не очекувам потек што ќе биде за фашистите од Европската Унија. Само поени може да добиете. И на меѓународен план, а за домашен, да не ви објаснувам, да не ви цртам. Дека само со едно чкртање, пречкртување на квислишките договори со Грција и со Бугарија, вие ќе се обезбедите не 3, 4 пати по 4 годишен мандат. Зошто да не останете 16 години на власт, ако веќе ги поништите тие договори? Ајде се гледаме. Пријатно.